Здраво Македонија. Добро утро, ве поздравувам и секако ви посакувам убаво утро и ве поканувам да останете со нас во продолжение да го слушнете разговорот кој што ќе го имам денеска со мојот соговорник Васко или Тошо Малерот, по познато онака омилен лик меѓу вас и верувам дека ќе ни биде задоволство да ги слушнете сите оние работи кои што ќе ги позборувам со него и да видиме какво едно секојдневие всушност тој има. Васко, добро утро и добро дојде во Здраво Македонија. Исто. Добро утро и добар ден и убав ден да имаме. Така е, да го започнеме денот со една убава енергија, да им споделиме на нашите гледачи малку поинаков разговор од она кое што се научени да те гледаат, што се вели во оние скечеви, сите оние убави всушност смешни работи со кои што им го разубавуваш ти денот. Имаш направено доста и самостојно некои своји видеа кои што може да се најдат на YouTube-от, но всушност кој е Васко позади камерите? Види, како прашање ова. Па Васко, тие луѓе што го знаат кој е Васко сега. Јас како да ти кажам кој е Васко? Обичен човек, некој, што работи. Тоа што Сакаш повеќе утрата, вечерите, утрински човек си? Па јас сум бил по 24 сата порано. Знаеш, сега со годините како и да работава, повеќе сум денски. Навечер немам кондиција веќе толку да терам тоа што било ноќен живот. Што го викавме, не, сум повеќе денски. Ти си ги сакаш утрата? Па да, утрата и денски ќе дојдам. Имам еден-два кафича имам што идам. Ова е бифет Афталиџе. Тука ми е база. И после се Денот започнува со бифет Афталиџе. Па да речеме, да. И завршува со бифет Афталиџе. Исто. А она измеѓу? Па нема измеѓу. После одиш дома и си легнеш, дремнеш. Да. И се занимавам со други работи. Значи, таа кафанска, кафичка приказка некако ми е изгустирана, како да ти кажам. И не ми фали толку. Ми фали мирна атмосфера, се видам со драги луѓе да си направиме муавет. Значи имаш онаков круг на драги луѓе кои што секојдневно си комуницираш? Имам, да, имам. Дали имаш времете малку како за спорт, некои прошетки, нешто што го правиш? Па не, јас имам за спорт, да. Имам дома трака, си одам пешки. Одам, знаеш, ми вика, ти пешачеш ли? Викам, да, ама не одам далеку. Што траката ми е пред телевизор, имам дома трака, да, активности, сакам да бидам активен малку, тонусот да биде у тон. Да. И друго, немам некои активности, порано сум имал многу повеќе, сега немам. Сега ми е окей. Можеш ли да направиш, бидејќи навистина си долги години и го знаеш Скопје, животот во Скопје, на некои, да речеме, изминати години, кога може би повеќе беше активен на екранот и со денеска она кое што ни се случува со животот во Скопје, па и дневниот, па и ноќниот живот. Види, сега ме прашаш некои работи, јас ноќниот живот сега не го разбирам. И не го знам, не го разбирам. Што се други генерации сега. Ние сме други генерации, ние другачие се дружевме. Другачие беше. Види, знаеш како, многу има. Дали беше онака повеќе спонтано, без договор? Има многу дебатирање, има, знаеш како седнат, у наше време беше поубаво, сега не е толку убаво. Нема врска тоа. Ние живеевме другачие, знаеш, немаше интернет, немаше мобилни, немаше ништо. И нови генерации сега, кој ќе им кажеш на луѓето, знаеш дека немало интернет, дека немало мобилни, те прашаат од која пештера сте вие дојдени овде, уствари. Ние сме другачија беше дружбата. И знаеш, ако кажеме, да, било, ние сме, знаеш, како моја генерација, ние сме, уствари, имаме живеено во два века различни. Уствари, не се тоа два века, тоа се две епохи. Кој ќе им кажам, дека сите бевме договорени, недела дена унапред. Да, имаше еден телефон пред себе, немаше интернет, немаше мобилни, немаше ништо. Имаше и двојници, колку што се. И двојници имаше. Двојник, јас и ти сме комши, имаме исти броеви. И јас ако ми е хитно, ќе ти чукнам на врата, те замолам да го спуштиш телефонот за да се јавам негде, да.
И некако бевме сите договорени. Другачие беше сега со оваа, знаеш, оваа компјутерска технологија, оваа вештачка интелигенција, роботизација и така натаму, последниве 30 години таков технолошки напредок со таква брзина, мислам дека е побрз од претходните 300. И баш сме растени у две епохи, овие деца кои ќе се родат сега, не се тие деца веќе имаат по 20 и по 30 години, а за маливе да не правам муавет. И се растени се раѓаат со мобилен, и со, не знам, и со компјутери, и со се. Ние се раѓавме со џамлии, и со баскет, и со фудбал. Другачие сме растени, што ти викам ја, бевме договорени, сега 20 пати треба да се чуеме, и не се знае дали сме договорени, да. И порано, знаеш, има некои работи, јас порано, памтев 50 телефонски броеви, сега мојот не си го знам. Како да не отупе оваа технологија? Па не отупе, знаеш, тоа малку ми е дискутабилно, што не ми се допаѓа. Многу станавме зависни од таа технологија. Сега ако ми го снема телефонот, ја не постојам. Не постоиме сега, не ги снема телефоните, не постоиме. Вие нови генерации растат како што треба и се е тоа другачиј тип на комуникација имаат. Тастатура и така натаму. Седат у кафич, кјутат со телефоните. Другачија е приказката скоро. Дали е подобро? Пак зборуваат со телефон. Знаеш, дали е подобро, дали не е подобро, кој вика дека е подобро. Ние сме за нив од камено доба. Да. Од камено доба сме буквално. Ти пази, јас се сеќавам сега, ние сме продукција 30 години и кусур. Па ние сме взимале кредити за тие рекордери по 20 кила, па тоа компјутери, кубик, тоа мониторот. Да преселиш монтажата, цела опремата, ти треба камион. Сега снимаме со мобилен. Да. Кај ти, вие сте продукција? Да, еве продукцијата. Васко, ти благодарам многу што ова утре беше со нас во Здраво Македонија, еве што на поинаков начин ете си направивме малце утрински муабет, ти посакувам убави сценарија, убави случувања да се гледаме за убави работи. Ти благодарам многу, секојаш ми е драго со тебе кога си правам муабет. И мене исто. Почитувани, верувам дека уживавте во нашиот разговор, сите оно ете како муабет што го споделивме со вас, заеднички да го испиеме утринското кафе, останати понатаму на Канал 5, продолжуваме со Здраво Македонија.